Во 1819 година, во старото дервенџиско село Тресонче, сместено во пазувите на планината Бистра, роден е еден од најталентираните и најплодни македонски зографи, Дичо Крстев Зограф. Изворот за добивање податоци за родословието на Дича Зограф е неговата и до денес очувана Ерминија, во која на првата страница Дичо со сопствена рака напишал дека бил роден во месец март 1819 година, дека се оженил на 1 јули 1839 година, кога наполнил 20 години. Природата на Тресонечкиот крај дише со убавина на планински предели и пештери. А бистрата вода на Тресонечка река бучи преку белутраци, се извива таа брза река меѓу планини на кои се шират бескрајни пасишта. Дали во овие таинствени пештери се спуштал и младиот копаничар Дичо? Најстариот жител на ова село раскажува. Да се влезе во тоа време во овие пештери било подвиг. Оној што ќе успее во тоа бил почитуван како храбар и одважен јунак. Во оваа средина на овој крај, каде се негувала традиционална зографска уметност, поникнал Дичо Зограф за да се определи по традиција на зографската уметност. Овде се упатуваше младиот Дичо најнапред како копаничар, за да стане еден од највидните зографи. Дичо не започна да учи празен и неподготвен, ами полн со впечатоци што потекнуваат од традицијата да работи копаничарство и се да гледа ликовно во неговата убава родна средина. Од овој мијачки крај потекнуваат, да ги споменеме само највидните од минатиот век, мајсторите резбари Петре и Марко Филиповски и Макарија Фрчковски, кои ги изработија и прочуените иконостаси во манастирот Свети Јован Бигорски и во црквата Свети Спас во Скопје. Тој, како момче, беше упатен на мајсторите копаничари од својот крај, жедно барајки го нивното друштво. Но Дичо не беше меѓу нив за да го продолжи просто копаничарскиот занет. Во младиот човек се криеше силата што ќе пречекори простори недостапни за последните мијачки зографи. Тој ќе вклучи во своето фреско сликарство и квалитетно нов однос према традиционалните канони. Дичо се стопува просто во оваа природа, впивајќи ги боите и облиците на бистрата Тресонечка река и западно-македонските планини. Од овој допир потекнува едно трајно сродство што подоцна ќе најде израз во творештвото на овој немирен и неуморен зограф. Во оваа елементарна планинска тишина, бескрајни панорами се шират од врововите на Бистра, преку подножјето на Крчин и Стогово, прекрасни предели и хармонии на сини и виолетови бои што се губат во мекото синило на Јадранската пучина. Дека Дичо Зограф релативно рано се формира и ја потврдува својата уметничка зографска индивидуалност, може да му се припише на влијанието на неговата вродена зографска смисла.
и затоа неговата талентирана зографска рака бара простор да се изрази. Еве го и во древниот Охрид, градот на Прличев, во црквата Свети Канео, за да остави и тука трага од својот талент. Ова е познатата куќа на браќата Робевци во Охрид. Во редувањето на дел од ентериерот учествувал Дичо Зограф при еден од многобројните предстои во Охрид. Еве сме во манастирот Свети Јован Бигорски, каде пред Дичо работи една од најдобрите зографски тајфи на 19. век. Во овој манастир Дичо Зограф се наближува до врвот на зографската уметност. Тој сега веќе внимава на деталите на композицијата. И да ги имавме само делата работени во црквата на Бигорскиот манастир, лесно ќе утврдевме дека овој зограф е еден од најталентираните и највешти зографи од втората половина на 19. век. Неговата смела употреба на златната фолија го збогатува општиот впечаток. Моделирањето врз зелен болус со нежни премини од светол, локер и бела боја, употребена за истакнување на најчувствителните места, покажува византиски начин на сликање, но со изразита индивидуалност. Еве сме пак во родното село на Дича, Тресонче, каде го завршува својот плоден живот. Кој бил првиот жител што во рацете земал копаничарско длето или пак сликарска четка, денес не е познато.
но знаеме дека во овој крај уметничките занаети биле традиција. Со тоа овие даровити жители на ова село го надополнувале она што земјата и стоката не можеле да го обезбедат за целата година. Селото Тресонче во времето на Дича Зограф не било пусто како денес. Миграциите што поради различни причини настанаа во последниве неколку децении доведоа до тоа што сега само уште од неколку куќи да се извива дим. Во сиот Мијачки крај, од септември до јуни, мажите оделе на печалба во Солун, Скопје, Каиро, Белград, Софија, Атина и во други места од светот. Се враќале за Петровден, зашто тој ден се венчавале сите младоженци. Што влијаело младиот Дичо да го остави копаничарството и се оддаде исцело на фреско сликарство? Треба само да се има предвид дека помеѓу 1829 и 1840 година во овој крај во манастирот Свети Јован Бигорски работела една од најдобрите зографски тајфи на 19. век. Михаил Зограф со својот син Димитар, кој се замомашува во Бигорскиот манастир под името Данаил Монах. Со појавата на Дичо во живописот од втората половина на 19. век се внесува едно подруго гледање на композицијата, цртежот и улогата на бојата. Ако ги споредиме неговите дела со претходниците негови, што работеле во втората половина на 19. век, лесно е видлива разликата во подходот и реализирањето на композицијата. Во неговото дело видливо се присутни нови струења во фреско сликарството кои носат белези на барокни форми што доаѓаат од Солун и Света Гора. Ниту забот на времето, ниту нашата негрижа не успеале да избришат чудесната плодност на овој неуморен Зограф. Вредно е да се испитаат причините на толку зачудувачка продукција на Дичо Зограф што се протега во толку голем простор. Одговорот на ова прашање не е едноставен. Дичовата зографска исклучителност е во секој случај лесно уочлива. Тоа е неговата сликарска искреност, неговата вистинитост. Во тоа веруваме е и тајната на неговата продукција. Бил баран затоа што неговиот сликарски говор е прост и искрен. Кога зборуваме за зографите од 19. век, треба секогаш да имаме на ум дека тие спаѓаат меѓу оние творци кои што создале најповеќе дела. Се разбира, секој пат се прашуваме како успеа да направат толку многу икони, да украсат толку многу цркви. Тајната на Дичо Зограф лежи во
разработената методологија на работењето во неговата зографска работилница. Тој ја има организирано работата така, што нарачката тече по еден редослед, кој што во зографскиот занает бил одавна прифатен. Све се подготвува од луѓе кои што соработуваат во работилницата и на крајот се разбира кога ќе дојде до последниот чин, до оној чин кој што треба светецот да го направи светец, ликот на светецот да биде онај лик што се бара и се разбира да делото добие и еден белек на стилот, тогаш настапува главниот мајстор, значи настапува Дичо Зограф, кој што седејќи во селото Тресонче ги добива нарачките и од тука иконите ги испорачува на нарачителот. Значи, тој работи всашност со една или со две боли. Тој начин на работење се вика оживка, оживување на ликот. И кога тој ќе ја земе четката, значи иконата ја дојдена до таа фаза, на неја се поставени сите основни бои, тој го поставува осветлувањето. Осветлувањето е креацијата. Осветлувањето е давање на физиономија на ликот, осветлувањето е она што иконата е прави икона. А Дичо во својата втора фаза, односно во фазата кога имал многу нарачки, кога сите го барале, тој навистина работел само она што било карактеристика на неговата зографска природа. Тој ги оживувал иконите и затоа создал околу 2000 дела, кои што денес ги красат многу од нашите цркви во Македонија. Делата на Дичо Зограф се растурени широм Македонија и надвор од неа. Тој е еден од најбараните зографи кои буквално ги засипува црквите, манастирите и поединечните нарачители. И независно за која црква работи, голема или мала, богата или сиромашна, неговите икони секогаш го носат во себе неговиот врвен зографски талент. Она што особено го привлекло вниманието на нарачителите, како што се овие во Врање, е фактот дека тој во секоја своја икона останал изразито оригинален, не се починил на никакво автоматско влијание. Усвојувајќи го искуството на другите, тој тргнал по патот по кој го водело внатрешното битие, чувствувајќи ја просто стабилноста на силно надарените природи. Дичо Зограф не само минал низ една вонредна зографска школа, ами умел интелигентно да ги искористи големите опити и нападства на сите тие придобивки, носен од неговиот длабок, веќе првобитно даден уметнички нагон или просто речено талент, на кој надарените учители зографи му послужили се чини само како непосредна побуда да се пројави, да расцути во сопствени иконографски бои. Не можеме да се ослободиме од впечатокот по се она што ни го остави Дичо, дека во атмосферата на неговите фрески, медальони, икони, особено во начинот како се на нив изразени фигурите, останало нешто од чистотата и непосредноста на детското сваќање на светот. Тој е за Зографот не само свет што го доживува, ами свет што е прочистен во споменот и што преминал во приказна.
Какво високо признание и уважение му кажале неговите селани од Тресонче покажува и записот на мермерната плоча најдена во дворот на црквата Свети Петар и Павел во неговото родно село. Во записот меѓу другото се вели: се изградија овие стени со настојувањето црковно и на господарите селски Саржо Брадина и другите селани големи и мали во времето на господинот поп Мартин, поп Петре и Дича Зограф. Сочувај го овој храм неуништен со векови. Септември 28. 1860 година. И тука, во родното село Тресонче, на 54 години го завршува својот живот еден од најплодните и најталентираните наши зографи, Дичо Крстев Зограф. Без белек и споменик, Дичо Зограф има мавзолеј многу поплеменит. Неговото дело нема да исчезне од погледот на луѓето.